Започнуваме со регионалните вести. Проследете ги настаните кои што го одбележаа денот. Тетовци дишат воздух крајно опасен по здравието. Концентрацијата на канцерогените PM10 честички вчера достигна алармантни 830 микрограми на метар кубен, што е за 17 пати повеќе од дозволената гранична вредност. Синоќа аерозагадувањето во Тетово го достигна највисокото ниво оваа есен. Беа измерени 830 микрограми на метар кубен воздух на PM10 честичките, односно воздухот беше загаден за 17 пати повеќе од дозволената вредност. Загадувањето го почувствуваа граѓаните. Пецкање во грлото и солзење на очите беа само дел од непријатностите на кои се пожалија. Дел од нив носеа и заштитни маски, а некои не се осудуваа да излезат од своите домови. Многу за чадено, мајка, многу. Не седиш, од чад навечер не се излага, не се пружува лишта. Многу загаден. А вие по здравието чувствувате ли последици? Па како не. Не смо добри, ми во години. Ја навечер не излагам, ме гуши, не можем од срцето и очите ме пече. Има алергија на очите некој, чад, прашина, тоа многу му штети. Па нема што да правиме. Што да преземемо? Ја самата не знам што мерки да се преземем. Моје мислење како поискусен човек, јас сум бил многу пута во немачка служба, така била работата. Со доаѓање на, да не речем, тетовски алтавац, постари, кои го напунија Тетово околу 35.000, по моја некоја оцена, што знаем, што не знаем, јас сум пензионер, тоа е многу број еден. Колјете и депонијава. Југохром е дел од тоа. Не да не е дел, али главно Југохром работал пред 30 години, па не било вака загадено. Моето мислење е тоа, дел од тоа са колеве, кои са у Немачка ги возат 34 години ги фрлеа тука. Не моје да водим политиката, тоа е делот и делот е на решение на депонијава. Тука сме се нашли, тука мора да живееме и тоа е. А дали чувствувате последици по здравјето? Како не, јас сум оперирана од тиреоидната жлезда и ми смета, не можем ни да дишим, ни да зборим, ни ништо. Од Центарот за јавно здравје Тетово вела дека во периодот што следи, кога се очекува помагловито време, аерозагадувањето ќе биде уште поголемо. Советуваат во периодите кога концентрацијата на PM10 честичките се на највисоко ниво, граѓаните да не излегуваат од дома, а проветрувањето на домовите да го вршат исклучиво преку клима уреди. И додека граѓаните и здравствените институции укажуваат на последиците од опасниот воздух и предупредуваат за уште поголемо аерозагадување, властите не преземаат никакви мерки кои би придонеле во градот под шара да има почист воздух. И покрај неколкуте најави, општина Тетово нема воведено во градот јавен сообраќај. Не се размислува ниту за обиколници, па целиот транзитен сообраќај кој оди за Косово, Скопје или Гостивар поминува низ центарот на Тетово. Локалната власт, иако не ги реализираше ваквите ветувања, сега повторно пред почетокот на така наречената сезона на загаден воздух, вели дека ќе го регулира сообраќајот со цел намалување на аерозагадувањето. Не се преземаат мерки и против индустријските капацитети. Голем дел од фирмите од Тетовско немаат интегрирана биоеколошка дозвола, а постапката за воведување на најголемиот индустријски капацитет во Тетовско Југохром се уште одибавно. Невработените си ја бараа среќата, работодавачите нудеа работни места. Во Гостивар денес се одржа саем за вработување на кој учествува над 40 компании од Полог. Настанот го посетија невработени, млади лица и ученици. Над 40 компании од Гостивар и Полошкиот регион се пуштија во потрага по нова работна сила на саемот за вработување што денес се организираше во спортската сала во Гостивар. На штандовите посетителите се информираа за потребите на фирмите од работници и го оставаа своето професионално резиме. Гостиварскиот беше 6ти саем за вработување поред за годинава. Денеска сме во Гостивар да го проследиме 6тиот поред саем од 2015 година, кој што ги организира Агенцијата за вработување, Владата на Република Македонија, Министерството на трудовата и социјална политика. Нормално овој саем не може да биде возможен доколку компаниите кои што постојат на овој регион, значи во Гостивар, не се одзваа на нашето покане ни дојдат да ги представат своите работни места и што бараат од вработување. Значи кои се тие квалификации, какви се тие работници кои што имаат потреба од нив да ги вработат. Овие саеми, значи само од оваа година досега имаме околу 180 работни места остварено, значи вработување. Доколку ги земеме во обзир и двете големи компании кои што се во Прилеп, кои што не ги сметавме како екстра вработување, бидејќи имаат отворен
голем повик за вработување, тогаш бројката надминува над 240 вработувања за само 2 месеци како ги правиме овие сајми за вработување. Значи, за сега сајмот е прв пат гостива и ќе докажеме дека со овие сајм можеме да створиме нешто повеќе, да можеме да намалиме бројот на невработени лица, да вработиме што повеќе млади лица, за да се докажеме дека можат и гостива да направиме нешто повеќе. И невработените кои го посетија настанот и работодавачите учесници сметаат дека саемите се добра шанса за двете страни. Едните да си го решат најголемиот проблем, вработувањето, а другите да пронајдат квалитетен кадар. Излегуваме ни овде како фирма која вработува 60 на 70 вработени, работиме на инфраструктура, на патишта, регионални магистрали. Ја верувам дека некој од нив ќе си го најде своето место и ние се добиеме сигурно некој од помладите генерации за да можат кај нас да почнат и да напредуваат во нивната кариера. Па, нормално очекувам да ме вработат. До сега, искрено, не сум била под завод, не сум барала ваква работа, оти сум била вработена. Сега, шо биде, нека биде. Се надевам. Што е важно, најважното е, се надевам. Општинските власти велат дека ги поддржуваат ваквите активности на Агенцијата за вработување затоа што граѓаните имаат корист од нив и им помагаат во наоѓањето работа, искористување на активните мерки, обуки и слично. Преку канцеларијата во Ростуше, значи Агенцијата за вработување во добар дел учествува во презентација на активните мерки и доста наши граѓани има значи искористено активните мерки за вработување преку канцеларијата во Ростуш. Општината секогаш сме издале поддршка на ваквите организации, тоа ќе го правиме и понатаму. Ова е една голема можност што директно да доаѓаат во контакт тие што барат работа и тие што нудат работа. Дали и колку гостиварци ќе успеат да најдат работа преку денешниот саем ќе се знае по анализите што ќе се направат наредниот период, велат организаторите. На подрачјето на Гостивар актуелно се регистрирани околу 6800 активни баратели на работа. Огласот за обука на невработени лица за напредни IT вештини отворени ќе трае 10 работни дена, најави денес во Гостивар директорот на Агенцијата за вработување на Македонија Владко Поповски. Воедно да го искористам денешниот настан да објавам мерката за напредни IT вештини од КАТ групата, каде што ќе обучуваме за 50 лица. Сите оние лица кои што имаат претходно знаење од техничките науки за програмирање, може да се пријават на овој оглас. Огласот ќе трае 10 работни дена, ќе се пријават на овој оглас и ќе бидат повикани од страна на нашиот провајдер кој што го избравме на јавна набавка, да бидат истестирани и потоа да добијат договор за пакет кој што чини некаде околу 1000 евра самата обука и сертифицирањето. Тоа што станува многу поконкурентен на пазар на труд, многу побрзо ќе се вработи, а воедно ќе може да најде соодветно работно место кое што го бара можеби и подолго време, бидејќи не само што добива сертификат кој што важи во Република Македонија, тој сертификат важи и надвор од границите на Република Македонија на глобално ниво. Така доколку освои над 90% од сертификацијниот тест, тогаш веќе влегува на меѓународната листа на квалитетни програмери, со тоа што ќе може да биде вработен за кратко време и во некоја странска компанија, работејќи од дома без да ја напушти Република Македонија. Вишото јавно обвинителство донело одлука случајот со поликлиниката Шендети од Тетово да се разгледа повторно во основното обвинителство. Собственикот Адил Мустафа и неговите бизнис партнери бараат обештетување од банката, против која поднеле пријава за измама, уцена и злоупотреба на службена должност. Ја 21.9. од кога го примав од обвинителство негативно, одма пред болница Шендети пријавив криминал и држив една пресконференција и 23. истиот месец дадовме на више обвинителство. И од 23. до сега, 28. негде овој месец, добивме позитивно од више обвинителство дека треба да се разгледа наш предмет, дека има криминал тука. Целосното интервју со собственикот на болницата ќе се емитува веднаш по завршувањето на регионалните вести.
51 сообраќајна незгода предизвикани од животни се случиле во изминатите 10 месеци од оваа година на Тетовско-гостиварското подрачје. Најголемиот број од нив се случиле на автопатите. Во изминатите 10 месеци од оваа година на Тетовско-гостиварското подрачје регистрирани се вкупно 51 сообраќајна незгода, предизвикани од животни, од кои 45 во Тетовско и 6 во Гостиварско. Најголемиот број од несреќите ги предизвикале кучиња бездомници, и тоа на автопатот Гостивар-Тетово-Скопје, а во неколку од нив учествувале и зајаци. Животните во речиси сите случаи биле усмртени на местото на несреќите, откако претходно неконтролирано се движеле по коловозот и биле удрени од возилата. Од СВР Тетово информираат дека причина за нивното неконтролирано движење е немање заштитна ограда на повеќе места долж автопатот или нејзина нефункционалност таму каде што ја има. Тоа им овозможува на животните непречено, односно слободно да влегуваат на коловозот и најнепосредно да ја доведуваат во прашање безбедноста на учесниците во сообраќајот. Најмногу вакви несреќи на Тетовското подрачје годинава бележиме во јули 10, потоа во февруари и август 7 и така натаму. И во годинешните несреќи од овој вид за среќа нема загинати лица, но причината е значителна материјална штета, просечно по 200 до 300 евра по несреќа. Инаку во полог последниве неколку години бројот на сообраќајните несреќи предизвикани од животни се движи од 100 до 120, претежно случаи на автопатот, а далеку помалку на магистралата Гостивар-Кичево и на другите регионални и локални патишта. Кирил Миновски е нов директор на Управата за јавни приходи на местото на Горан Трајковски, кој заминува на друга функција. Миновски е менуван за директор на УЈП на вчерашната владина седница, а доаѓа од позиција директор на Државниот пазарен инспекторат. Портпаролот на владата Александар Георгиев изјави дека на досегашниот директор Трајковски му истекол мандатот и во план е соработката со него да продолжи на друга одговорна функција. СВР Битола денеска соопшти дека мажот и жената кои беа пронајдени мртви во битолскиот мотел Пржо починале од интоксикација со наркотични средства. Кај двете лица и двајцата од Битола не се пронајдени никакви траги на повреди, кои би укажувале за делување на надворешна сила врз телата на починатите, на кој било дел од телото, изјави портпаролот на СВР Битола Сања Стаматова. Првичните резултати во координација со доктор од судска медицина и јавно обвинителство од завршената обдукција укажуваат дека причина за настанување на смртта кај двете лица е интоксикација со наркотични средства. Наодот го потврдува и пронајдениот материјален доказ од самото место, шприцеви со игли и 2 боци од метадон. Беше соопштено на денешната пресконференција во СВР Битола. И една вест од спортот. Нови успеси на членовите од Тетовскиот карате клуб Љуботен. Тиот меморијалниот карате турнир во Јагодина се вратија со вкупно 12 медали. Нижат успеси членовите од Тетовскиот карате клуб Љуботен со вкупно 12 медали, од кои 5 златни, 4 сребрени и 3 бронзени. Каратистите се вратија од меморијалниот карате турнир Драгослав Радовановиќ Пиер одржан во Јагодина. Освоените медали се поттик за постигнување на нови успеси. Горди на успехот, учесниците на турнирот ги пренесуваат впечатоците. Јас сум Дарин. Ја имам 4 години. И колку време ти тренираш карате? 4. Сакаш да играш карате? Да. Што освои сега на надпреварувањево? Медала. Како е твоето име? Матео. Колку години имаш? 4. Колку време тренираш карате? 4. Дали ти е убаво со другарчињата? Да. Што освои на надпреварот? Медаја. Каква? Златна. Како е твоето име? Боја. Колку годинки имаш? 5. Дали сакаш да тренираш карате? Да. Што освои ти на надпреварот? Медаја. Се дружиш со другарчињата на карате? Да. Како е твоето име? Михаил. Колку години имаш ти? 7.
И колку време одиш на карате? Околу 1 година. И како ти се допаѓа таму? Убаво. Се дружиш со другарчињата? Што освои на турнирот сега? 2 медали. Какви? Златна и бронзена. Јас се викам Мила Григоровска, имам 6 години. Учам во училиштето Братство Миченика и учителката Весна прво одделение сум. Ние учествувавме на турнирот во оваа година, освоив 2 златни медали, 1 во ката тим и 1 во ката поединечно. Ги поздравувам децата што учат со мене, прво 5. Како е твоето име? Илија. Колку години имаш? Ја имам 9 години. И колку време тренираш карате? 1 година. Како ти се допаѓа? Супер. Сметаш дека и другите дечиња треба да одат на карате и да вежбаат, да си се дружат? Да. На турнирот што освои? Медаља. Кој е твоето име? Михаил Павловски. И колку години има Михаил? 5,5. Како ти се допаѓа? Ми се допаѓа добро. Што освои ти на турнирот? Медаља. Како е твоето име? Дамјан Димитриевски. Што освои ти на турнирот? Медаља. Колку години имаш и колку време тренираш карате? Години имам 7,5, а тренирам 2 месеци. Јас сум Ахмед Шакир, имам 6 години. Бевме меѓународен карате турнир, бевме мијата година. И ја добив 2 златни медали, една во ката тим, една во сам по сам. И што им порачуваш на твоите врсници кои што ете се колку тебе, дали и тие треба да одат на карате и да тренираат? Па треба да одат во карате. Зошто таму е многу убаво? Да. На турнирот во Србија учествувале 24 клубови со 360 каратисти. Карате клубот Љуботен учествуваше на 17-тиот меморијален карате турнир во Јагодина. Учествува околу 24 екипи со 360 надпреварувачи. Љуботен освои 12 медали. Ја им честитам на сите деца. Значи, не беа сите тука. Поголемите јуниори, сениори, ради обавези во училиште, не дојдоа на ова снимање ваше. Децата што ги гледавте, значи, вежба од месец и пол до 3 години. Ова е популација, значи, што са 4 години, дете, донесени од градинка, со мукотрпна работа, успеав некако да добие некој обележие, да има сатисфакција за понатака да вежба карате. Што се однесува Љуботен не застанува, ова не е прво меѓународно, ние имаме уште 4, едно у Бугарија, Романија и у Србија 3. Ако најдеме средства, ние ќе отпатуваме на сите покани, што сме поканите широм Балканот. Ја им честитам уште еднаш, Љуботен е отворен за сите возрасти, од 4 до 40 години, нека повелет во карате клубот Љуботен. И следниот период каратистите на карате клубот Љуботен од Тетово ги очекуваат нови спортски предизвици. Премиерот на Романија Виктор Понта соопшти дека поднесува оставка по масовните протести во Букурешт. Причина за протестите беше пожарот во ноќен клуб во кој 32 лица загинаа, а десетици беа повредени на 30 октомври. Над 20.000 луѓе вчера бараа оставка на целата влада. Го предава мандатот, поднесувам оставка, а имплицитно и мојата влада, изјави Понта. Тој претходно поднесе оставка и од председателската функција на владеачката Социјалдемократска партија, откако беше обвинет за перење пари, фалсификување на документи и даночно затајување. Европол соопшти дека биле уапсени 29 лица во Шпанија и Полска под сомневање дека организирале шверц на пакистанци за да работат во робовски услови. Станува збор за организирана мрежа која ги транспортирала луѓето од Турција и Либија преку Медитеранот. Тие требало да работат во ресторани со фалсификувани документи. Секој од нив за оваа услуга плаќал по 14.000 евра. Тие не примале плата и немале социјални бенефиции.
Сириските медиуми јавија дека владините сили ја презеле контролата врз единствениот пат кој го поврзува северниот град Алепо со централна Сирија по борбите со милитантите на Исламската држава. Сириската организација за човекови права соопшти дека владините сили се бориле со милитантите на 10 километри источно од патот со цел да се осигураат дека реонот е целосно безбеден. Контролата врз Алепо е поделена меѓу владините сили и милитантите. Товарен авион се урна во главниот град на Јужен Судан Џуба, при што загинаа 41 лице. Според извештаите, авионот Атонов се урнал при полетувањето во близина на меѓународниот аеродром. Авионот летел кон Полоч и бил произведен во Русија. Се уште не се знае колку од жртвите биле патници на авионот, а колку од нив се нашле на местото на несреќата. Портпаролот на председателот Викатен изјави дека најмалку 2 лица преживееле, од кои еден член на екипажот и едно дете. Товарните авиони во Јужен Судан често превезуваат и патници. Вулканот Маунт Ринјанин на индонезискиот остров Ломбок исфрлил пепел и камења во височина од 3500 метри, а истовремено е почувствуван и силен земјотрес од 6,3 степени по Рихтер, јавува агенцијата Бета, повикувајќи се на информации од Националната агенција за ублажување на катастрофи. Илјадници туристи останаа заробени на 3 острови, бидејќи пепелта од вулканот ги прекрила аеродромите, селата и фармите. Времето денес беше претежно сончево и потопло. Утринските температури се движеа од 0 до 9, а дневните од 10 до 18 степени. Според метеоролозите утре не очекува сончево време. Утринските температури ќе се движат од 2 до 8, а дневните од 11 до 21 степен. Тука е крајот на регионалните вести. Пријатно!